Почитувани ученици, добар ден. Во денешната училница по предметот Историја, јас, наставник по Историја Ирена Младеновска од Основното училиште Мирчацев од Ѓорче Петров, ќе ви ја објаснам наставната содржина под наслов Основање на римската држава, која што е првата наставна содржина од темата Стариот Рим. Првата наставна содржина од темата Стариот Рим, како што најавив, основање на римската држава, ќе ви овозможи да ја развивате вештината за хронолошко размислување, која што кај нас историчарите оваа вештина представува всушност срце на размислувањето за минатото. Првата работа, или оној хронолошки дел кој што треба да се запази, кога се изучува една држава, е нејзината територија. Поточно, да одговориме на прашање каде таа се наоѓа. Територијата на римската држава се наоѓа на Апенинскиот полуостров, кој што се наоѓа на континентот Европа, и Апенинскиот полуостров е карактеристичен по тоа што може многу лесно на картата да се најде, бидејќи изгледа како женска чизма. Римската држава била формирана некаде во средишниот дел од Апенинскиот полуостров по течението на реката Тибар, во околината на 7 речиња. Самиот изглед на територијата, всушност самата територија, ни укажува на тоа какви биле природни услови од тој простор и воедно со што населението се занимавало на тој простор. Морето, со кое што било обкружено Апенинскиот полуостров, планинскиот венец, кој што представувал дел каде што Апенинскиот полуостров се поврзува со копното од Европа, како и рамниците, ни кажуваат дека населението на Апенинскиот полуостров се занимавало со неколку дејности или стопански гранки или професии. Поточно, морето возможувало да има развиено бродоградството, бродовите возможувале да патуваат по мориња и да разменуваат производи, тоа значи дека била развиена трговијата. Рамниците овозможувале населението да се занимава со земјоделство и сточарство, а за потребите на секојдневниот живот, но и за потребите на трговијата, нели, за размена на производи, било потребно да се изготвуваат предмети, сето тоа го правеле луѓето под името занаетчи. Благодарение на голем број на остатоци за настанокот на римската држава, дознаваме за најраното минато на основањето на римската држава. Така, знаеме дека на просторот од Апенини или Апенинскиот полуостров живееле голем број на племиња, каде што ќе ги издвоиме оние кои што се карактеристични по нешто. Тоа се етрурците, латините и оските, и етрурците и латините и оските биле населени во најдалечното минато на средишниот дел од Апенините. За етрурците било карактеристично тоа што представувале најбројно племе, но и во однос на другите племиња технолошки и интелектуално понапредни. Латините биле помалку бројно племе, кое што било соседно племе на етрурците, исто така и оските. Со текот на времето ќе дојде до обединување на овие племиња и до формирањето на римската држава. На картата може точно да ја лоцираме или да го лоцираме местото на живеењето на латините и на етрурците, каде што се гледа дека латините живееле, гледајќи ја картата, од левата страна на течението на реката Тибар, а етрурците од десната страна на течението на реката Тибар. Долги години латините и етрурците ги разменувале меѓу себе производите и најчесто била развиена трговијата помеѓу нив. Со текот на времето, етрурците како најбројното племе, најсилно и најдобро организирано, ќе ги освои териториите на кои што живееле латините и околните племиња тука
и ќе ја формира државата наречена Рим. Во однос на основањето на Рим како држава, како дошло до незиното основање и кога дошло до незиното основање и кој ја основал римската држава, сведочат голем број на пронајдени и сочувани историски извори. Тоа се и материјалните, и пишаните, и устните. Материјалните историски извори, кои што се очувани и ден денеска и постојат на просторот од Апенини, особено од римската држава, се сведоци за животот на римјаните во Стариот век. Исто така и голем број напишани историски извори, каде што големи римски филозофи ги запишувале податоците поврзани со нивниот живот, животот на владетелите, начинот на управувањето и слично. Исто така ни овозможуваат да можеме подетално да откриеме не само кога е основан градот Рим, туку и како живееле луѓето и устниот историски извор, познатата легенда за основањето на градот Рим. Според материјалните и пишаните историски извори, откриено е дека точно во 753 година пред нашата ера била формирана државата Рим, која што со текот на времето ќе го освои целиот Апенински полуостров и ќе се прошири на останатите делови не само од Европа, туку Азија и Африка. Што се однесува до устниот историски извор, постои позната легенда која што меѓу населението, не само во нашата држава, туку и во светот, и меѓу историчарите особено, е позната како легендата за браќата Ромул и Рем. Главните, да кажам, актери во оваа легенда се браќата Амули и Нумитор, сопругата на Амули Реа Силвија и незините близнаци Ромул и Рем. Како дошло до основање според легендата на градот Рим, точно до детали можете да прочитате на понудената адреса која што ја гледате на екранот, а една од главните карактеристики која што всушност е и обележи и денеска на римската држава е волчицата која што ќе ги подои браќата Ромул и Рем и на тој начин ќе им овозможи да преживеат, да израснат во големи мажи и да еден од близнаците, Ромул, ја создаде државата која што ќе биде наречена токму според неговото име Рома. Самото население кое што живеело на Апенинскиот полуостров, врз основа на тоа кој како ќе се насели и кога ќе се насели на Апенинскиот полуостров, ќе го формира така нареченото општествено уредување во римската држава и поточно ќе ги наметне правилата кои какви права ќе има во таа држава. Така да, оние кои што најрано ќе се населат на Апенинскиот полуостров, ќе успеат и да дојдат до поголем дел од земјата и тие ќе формираат група на луѓе која што била наречена патрици, од латинскиот збор патер, во буквален превод татко. Тоа се всушност староседелците, кои што ќе ги имаат сите политички права, односно правото да раководат со државата и ќе имаат слободата. Населението кое што подоцна ќе се насели во римската држава или кое ќе биде освоено од страна на римската држава, но римјаните ќе им ја сочуваат слободата, ќе ја формираат втората група на луѓе кои што живееле на Апенинскиот полуостров, поточно во римската држава, тоа се плебејци. Плебејците доаѓа зборот од латински збор плебс, што во превод значи народ, биле луѓе кои што ја имале собствената слобода, меѓутоа немале политички права за потребите на државата, особено за потребите да патрициите владеат со државата и да се очуваат правила кои што тие ги донеле, воедно и да се го очуваат богатството, имало потреба да се формираат војници, чија задача била
да ја чуваат територијата на државата, но и да освојуваат за потребите на владетелите. И најбројната група, која што живеела на просторот од римската држава, биле робови, кои што во римската држава биле донесувани како резултат на освојувањето и победата на римјаните врз некои други држави, или пак во самата римска држава населението, она најсиромашното, во главном тоа биле земјоделците, не можеле да го платат данокот и биле претварани во робови. Една од карактеристики, една од многуте карактеристики за животот на римјаните била таа што и во семејствата, фамилиите на патрициите, и во семејствата, фамилиите на плебејците, секоја фамилија имал свој одговорен, кој што ги донесувал правилата и кој што раководел со семејството, а тоа бил така наречен патер фамилијас или татко на фамилијата. Таткото на фамилијата ги донесувал правилата, кои што строго морале да ги почитуваат членовите на неговото семејство, и тие биле со цел да се очува кај патрициите најмногу богатството и функционирањето на семејството, а кај плебејците најмногу да се намали осиромашувањето на семејството, односно фамилијата. Патер фамилијас и кај патрициите и кај плебејците имал право, кога ќе се роди дете, да одлучи дали тоа дете ќе продолжи да живее или не. Најчесто одлука кај патрициите да детето не преживее била поврзана со наследството, поточно богатството што го поседувале членовите на таа фамилија заради несогласувањата помеѓу браќата наследници, да не се растори, било одлучувано често пати да бебето не преживее, а најчеста причина каде што патер фамилијас во семејствата кај плебејците ќе одлучи детето да не преживее, бил данокот, затоа што повеќе усти за хранење значело дека семејството нема да има многу можности да го плати данокот за државата. Исто така, кај плебејците, патер фамилијас можел да одлучи, и тоа според записите често се случувало меѓу плебејците, да своето дете кога ќе израсне го продаде како роб со намера да го исплати данокот или пак да биде ослободен од плаќањето на дел од данокот во државата. Што се однесува до правилата во државата, тие правила биле формулирани преку постоењето на така наречено државно уредување во државата. Во своје долговековно постоење на римската држава, Рим како држава ќе смени 3 државни уредувања. Во почетокот на постоењето ќе биде кралство, подоцна ќе биде република и на крај ќе биде царство. Република било карактеристично само за римската држава во античко време. Тоа била форма на државно уредување во кој период од постоењето на републиката плебејците ќе ги имаат политичките права. Самото име република доаѓа од латински збор res publicum, што во буквален превод значи работа на народот. Донесувањето на законите и функционирањето на законите, како и почитувањето на тие закони или пак менување на законите на владетелите во периодот на кралството и царството особено, но и во периодот на републиката, им помагале органите во римската држава, тоа било Народно собрание и Сенатот. Карактеристично за Народното собрание било тоа што членовите на Народното собрание во времето на кралството и во времето на царството биле сите полнолетни мажи од групата на патрици, а во времето на постоењето на републиката сите полнолетни мажи не само од плебејците, туку и од патрициите, а оние кои што ги донесувале законите и кои што ги разгледувале предлозите на Народното собрание биле собрани во орган на власт наречен Сенат,
каде што представниците на Сенатот биле почитуваните старешини на римската држава. Како понатаму ќе јакне, како понатаму ќе се проширува римската држава и како понатаму ќе се гради во римската држава, ќе дознаете изучувајќи ги наредните лекции од темата, а за денешната прва лекција од темата Основањето на римската држава, овие се основните елементи кои што можете да ги дознаете, особено за државното уредување, на линкот кој што ви е даден на екранот. Ви посакувам убав ден и ви благодарам на вниманието.